Во една студена зимска ноќ, кога се беше во бело, некој газеше по покривката мека, за да стигне до билјаче село. Секој од смрзнатите борци на рамото имаше пушка. Храбро чекореа, свесни дека само мракот и надежта ги гушка. Непријателите се тука, подготвени се за бой. Борците наши нападнаа, како пчели во рој. И храбриот Карпош беше тука, понтирани клет, почна да пука. Но за жал на сите, тука му завршија дните. Се слушна силен писок, млад живот сгасна, а целото село во темни облаци се свита. Тој храбар борец својот живот го дал, се борел за слобода мила, тоа му давало голема сила. Затоа денес јас ке застанам пред бистата твоја и ти речам благодарам што се бореше за иднината моја. Почивај во мир, јунаку наш славен, а ние ќе те споменуваме и секогаш ќе ти се поклонуваме. Борец бил борен за слобода мила, се борел храбро со сета сила, со душманот гнев од тежок бој, главно загина тој за народот свој. Слободата драга не можел да ја дочека, но неговото дело ќе се слави довека. Името негово сега го мисли и вика, во училиштето кој е учел, Кристијан Карпош се вика. Кристијан Карпош, во училиштниот двор, бронзена писта на Карпош стои, ја гледам и ми се чини како годините на слободата да ги брои. Во борба неравна начело на колоната оди и своите другари борци се седите води. Слобода на земјата сак, затоа пушка место книга држи брак. Борба по борба, победи се редат, денови на радост по нив ќе следат. Но 7 февруари 44-та ветерот студио лоша вест носи, непријателски куршум Карпош го покоси, молчат борците смели, а леле китарот целани и солзи брег. Години мина, сонце на слободата не грее, а пчине и дена со своите води, како песни за Карпош да пее. Слушавме дел од литератите од нашето училиште, ретко да ги чуеме и литератите гости. И побарнуваме нашите другарчиња од основното училиште Крстен Исаев. Повелете. Убавите мигови стануваат уште поубави, ако ги споделиме со пријателите. Токму затоа сме сите тука собрани, за овој момент да биде уште поубав, повесел. Честитки по повод патрониот празник ви посакуваат вработените, учениците од основното училиште Крстен Исаев. Јас сум Нона Лазаревска и сум 7 оделение и се представам со мојата лична творба Се прашувам. Се прашувам. Мачнина и болка. Каде си сред ова тивка зимска ноќ? Тишината бдее над мојата душа, а тагата и болката тие се секогаш тука. Се прашувам. Каде ли е среќата? Кој се радува? Кој ја споделува? Се прашувам, каде ли е љубовта? Во чие срце царува? Во чија душа ниже ѓердан од спомени? Се прашувам, а што има во мене? Кој царува во мојава душа? Само тага и неспокој. Горчина и мака. Но ќе ги проголтам овие црни денови. Ќе ја фрлам тагата во зандари. Ќе се издигнам и ќе престанам да талкам по моите разрушени светови. Може би во моето срце ќе се вгнезди љубов. Може би и кај мене ќе се врати сјајот во очите и спокој во душата. Ќе ги избришам солзите
и ќе продолжам да живеам. Живот исполнет со радост и убавина, бидејќи животот е многу убав колку ние му дозволуваме да биде. Знам дека ти беше она добро од Господ пратена. Ти беше она што вреди да се цени. Ти беше ангел на земјата. Зошто замине толку рано? Зошто не остави сами? Зошто не запрееш уште еднаш? Само сакам ова да е сон. Еден ден да се разбудам и да слушнам дека сето ова е едно глупаво долго забава. Съм имала Олимпийска от 7 години да се писам за лично това, на училище. Знам дека треба да го сакам, другите ми се чудам. Да знаете, тешко ми е да още мрак за на школа се душа. Има за интересно и Наполеон Бонапарта, които пък неговите проблеми, а не сакам да знам че Макаронката Клеопатра. Кога на географија ја гледам картата на светот, да си мислам како беше лесно кога бев петот. Во хемија пак не ќе му дека керамики да слушнам. Иако на часот се што ми се беше како дома кревотот и го гушнам. Ноти ми е преко глава и од овој предмет веќе се гушам. Час музичко, а ништо слично, на музика не слушам. Кога ќе влезам во ученица по физика, како повторно да сакам да се вратам на музика. Ништо по-комплицирано не е од математика, а многу подобро не е ни да се учи граматика. Не ми се оде веќе на училиште, многу тешко се добиваат петки и таквите високи оценки стануваат се поредки. Математика е најлесно. Математика со својата доковина, Македонија, се гордееме сите ние. Своите чувства за неа, стихови ги преточи. Сара Спасовска, Елона Петровска и Јована Михаиловска. Да ги слушаме. Македонија. Македонија, тоа златно сонце, што нежно ги галят звездите. Македонија, тој убав камен, што никогаш нема да се скрши. Македонија, таа бистра река, што се игра со рибите. Македонија, таа силна рака, што може да справи со се. Македонија, тоа зелено поле, што ги развеселува пеперутките. Македонија, таа наша мајка, што секогаш ги чува своите деца. Македонија, таа наша земја, што сите во срце ја носиме. Македонија. Во срцето на Балканот цвета убав цвет. Тоа си ти, Македонија, најубава, најмирисна, најгорда на овој свет. Таму каде сонцето најсилно грее, таму си ти, Македонија, каде секој слободно се смее. Тагата и болката се минато, но длабоко врежани во нас. Затоа со љубов пишуваме за тебе и пиеме песни со растреперен глас. Полници се убави, богатства и спомени разни. Под твоето црвено-жолто небо живееме како во скази. Затоа, дојдете сите, во земја каде владе убавина и спокој. Приветувам дека убаво ќе ги менуваме дните. Мојата Македонија е мала, но со отворени граници за секој. Слободата, мирот и љубовта нека ни зарубаат за векој. Мојата татковина моја, убава и мила, кода се создадена од злато и свила. Низ езерските води брановите танцуваат, а децата ги гледаат и не се радуваат. Занесена од убавилите, пишувам јас. Полна со зборови, завршам во час. Љубовта во мене, значи тори, твојата убавина, Македонија и овче поле, богата равнина, кожитно море. Шар планина и кожух извишена става, во синото небо им допира белата глава. Следните минути ги посветуваме на нашите пријатели од основното училиште Магдалена Антова, а веднаш по нив и учениците од основното училиште Браќа Милодиевци.
moje praznik gdje posakupam sreća i uspeh i sa naradom uspješno se raditi. Ja sam Sara Rizberska i kada bi se predstavila so moja ta lična tvorba detstvo. A тоа детство, изпълнето со сречни дни, убави моменти и скъпоценети тайни. Все още се сетявам на нашите ночи, неспиени, маки, споделували разни игри и играли. Сега, кога ги гледам, сликите наши на цел глас, плачам и посакувам времето да го вратам. Сакам все още нашето другарство да постои и никогаш да не се заборави. Јас сум Величковиќ Марија и ќе ви се представам со мојата лична творба Те барав. Те барав во моите мисли, те барав во душата моја, те барав насекаде, но тебе те немаше. Се заплашав. Каде би можел да бидеш? Во тој миг срцето ми затрепли. Се сетив дека ти се наоѓаш во срцето мое. Тогаш срцето се посилно ми трепереше, како знак дека ќе те најдам. Те најдов, но само во мојот сон, кој би сакала да биде реалност. Од името на вработените, учениците од Основното училиште Браќа Миладиновци ви го честитам патрониот празник со желба за поуспешна натамошна соработка. Јас сум Викторија Давидковска и ќе ви се представам со творбата за секогаш во моето срце. Животот е тежок, има патишта разни, кои лоши, кои добри, кои празни. Со солзи и со смеја, со вистини и со лаги, со богатство и со беда, со радост и со таги. Еден пат е вистински, меѓу сите нив. Тој треба да го пронајдеш самиот си. Не е тешко да го најдеш ако се од себе дадеш, со верба во љубовта и со надеж. Гледајќи работите од светлата страна, продолжи колку и да боли секоја рана. Не дозволувај алчноста и гордост да те згазат. Ако видиш дека грешиш, врати се назад. Се ќе помине, знам, се ќе замине, се што било еден ден ќе го заборавиме. Се што почнало некогаш ќе застане, но љубовта за секогаш ќе остане. Се ќе помине, сватив се ќе замине, што и да било зад нас ќе го оставиме. Се што почнало еден ден ќе застане, но љубовта за секогаш ќе остане. Болката, раната, длабоко во душата, боли се повеќе, а пољака е љубовта. Чувство што не можам да го скријам, секоја вечер ми е тешко, не ме остава да спијам. Љубовите заеднички вечно ќе ги паметам, времето оди и здав дека не можам да ги вратам. Само ме смирува надежта во себе, еден ден пак ќе се со мене. Еден ден ќе порастеме, ќе станеме возрастни, можеби ќе сме заедно, а можеби не, ако не сме, сети се на мене. Колку те молев и колку бев искрена со тебе, колку плачев и колку плачеше и ти со мене. Колку те барам во срце те најдов, беше мој толку кратко, а се од себе дадов. Тешко е да се сака и за љубов да се моли, ако не е возвратено, премногу боли. Првата љубов не се заборава, вечна рана во душата остава. Остануваш во срцето мое, кое веќе се крши, на два дела, едниот за тебе нека остане, да се сеќаваш на мене. Јас по тебе плачев, со прашањето дали нешто ти значев. Не ли знаев дека е тешко да те остават вака, прв пат сватив што е времно да се сака. Јас не се откажувам, ова како сакаш свати го, животот е тежок, а љубовта е ретка, тоа запамти го. Јас сум Ангела Јосковска и ќе се представам со мојата песна Убава си татковино. Убава си татковино мила, го красиш балконот знај, со златни зраци кои од свила, во тебе се е како во рај. Убавино милно, сончевино сјајно, по твои планини и гори, росното утро се зори. Бистра река се бранува и во жуборливи притоки се разгранува. Трите езера југот го красат, а околу планини горди се вишат и татковина.